Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Амбасадорот на Европската Унија Жбогар оствари работна посета на локалната самоуправа на Кочани, каде се сретна со градоначалникот Илиев. На средбата се разговараше за досегашните проекти што во нашата општина се реализирани со подршка од европските фондови, како и за можностите за подршка на инвестициите што се планираат во наредниот период. Европската Унија останува посветена во давањето подршка на локалните заедници во Македонија за реализирање на нивните проекти што треба да овозможат унапредување на стандардот на граѓаните. Одбележувањето на 9 мај, Денот на Европа, е важен историски датум за сите граѓани на европскиот континент и пошироко, зашто организирањето свеченост по тој повод во Кочани е за поздравување. Ова, меѓу другото, го истакна евроамбасадорот Самуел Жбогар при неговиот престој кај нас, при што во локалната самоуправа имаше и работна средба со градоначалникот Николчо Илиев. It's my first time in Kočani. Ова е моја прва посета во општина Кочани и се разбира дека за време на самиот состанок, меѓутоа и после состанокот, навистина можам да кажам дека имам многу добри импресии од состанокот со градоначалникот на општина Кочани и навистина многу го ценам и го почитувам пристапот кој што градоначалникот на Кочани го има, а тоа е ориентиран кон реализација на проекти во вашата општина, проекти кои што ќе дадат опипливи резултати. Се разбира дека во реализација на тие проекти градоначалникот ја има сета наша поддршка. Се разбира дека ние разговаравме за неколку проекти кои што се реализирани досега со поддршка на Европската Унија, меѓутоа исто така на овој состанок имавме или гледаме кон напред се со цел да видиме кои се потребите на градоначалникот и на вашата општина за реализација на проекти кои што би ја имале поддршката на Европската Унија. На состанокот во општината, градоначалникот Илиев представи дел од досегашните проекти во кои били искористени средства од европските фондови, изразувајќи надежот и соработката ќе продолжи во наредниот период. Тој изрази желба да во рамките на нивните можности, таму кај што Европската Унија има можности да поддржува проекти и да ги погледнат можните начини за евентуална соработка и помош и во тој дел. Јас го информирав исто така господинот Жбогар за активностите, односно проектите кои до сега ги има општина Кочани реализирано со поддршка на средства од Европската Унија. Навистина на број тоа не се многу, меѓутоа се значајни и се многу интересни и многу важни и дека ние продолжуваме и понатаму да конкурираме на секој повик каде што се објавуваат повици за разни инфраструктурни или било какви други проекти и ја очекуваме и понатамошната соработка и секако неопходна поддршка од Европската Унија. Евроамбасадорот Жбогар ја искористи можноста на граѓаните на општина Кочани и регионот да им го честитат 9 мај, Денот на Европа, заблагодарувајќи се за ангажманот на сите што се вклучиле во свеченоста за негово одбележување. И годинава општина Кочани се вклучи во одбележувањето на Денот на Европа 9 мај. Штандови со представување на државите од Европската Унија беа поставени во паркот крај реката, а со своја изведба на летната сцена се представи хорот на основното училиште Свети Кирил и Методи и рок групата Шекспир од Кочани. Општина Кочани и ЕУ-инфоточката и годинава го одбележаа 9 мај, Денот на Европската Унија. Преку традиционални јадења и обележја карактеристични за државата што ја представуваат, учениците од основните и средните училишта од Кочани ги представија земјите членки на Европската Унија. Штандовите на сите училишта беа доста креативни и учениците автентично ги представија државите Холандија, Германија, Чешка, Бугарија, Ирска, Полска и Финска. Денеска се собравме овде, искрено и ние представници од нашето училиште, Средното општинско училиште Гошо Викетиев, се собравме да презентираме една држава, во овој случај ние презентираме Германија. Значи, нашиот штанд се состои од промотивен материјал за Германија, вклучувајќи некои интересни факти, податоци, автентични производи што се карактеристични за Германија, некои нивни традиционални специјалитети и сето оно што го сликува една држава како Германија. Целта на овој настан е пред се да се окарактеризира Денот на Европската Унија со различни низа манифестации и се надеваме па некој ден дека и ние ќе бидеме членки на Европската Унија, па некој ќе презентира Македонија во едина. Во секоја година, така и ова, нашето училиште Никола Карев зема учество на денешната манифестација Денот на Европската Унија. Оваа година ние представуваме Бугарија и сите нејзини знаменитости, како што е Албата, на високиот врв, планината Рила
розата и слично. Ние од училиштето Соло Љупче Сантов направивме проект и ја представуваме Република Финска. За таа цел направивме некои знамења, некои истражувања, представивме таму на карта каде се наоѓа и некои специјалитети како финскиот колач и палачинки традиционални кои се голем специјалитет. Штандовите ги посети и евроамбасадорот во Република Македонија Самуел Жбогар и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Во културно-уметничкиот дел на програмата настапи хорот на основното училиште Свети Кирил и Методи, училишни ритмички состави, како и популарната рок група Шекспир. Дел од програмата беше и ликовниот перформанс во кој беа вклучени членовите на училиштето за цртање и сликање под менторство на Александра Димитрова, кои сликаа мотиви од земји членки на Европската Унија. Денот на Европа се слави во спомен на 9 мај 1950 година, кога францускиот мислител Роберт Шуман, еден од основачите на Европската Унија, во декларацијата ја изложил својата визија за обединет континент. Учениците од тимот по роботика од Кочани, кои учествуваа на меѓународниот надпревар во Соединетите Американски држави, се пласираа во првата четвртина и добија лиценца да се формира лига во Македонија. Тоа беше повод градоначалникот Илиев за нив да приреди прием во општината, при што им честиташе на успехот. Тимот по роботика од Кочани, кој патуваше на меѓународниот надпревар во Детройт, се врати дома со огромен успех. Не само поради солидниот пласман меѓу најдобрите екипи од целиот свет и искуството што го стекнале таму, туку и поради согласноста конечно и во Македонија да се формира лига за роботика, во која ќе се вклучат нашите училишта. Градоначалникот Илиев ги прими учениците и нивните ментори, кои детално го запознаа со учеството на надпреварот во Америка, но и за импресиите и новините што ги осознале таму. Тој им честиташе на успехот и рече дека општина Кочани и понатаму ќе дава поддршка за реализирање на идеите за формирање на лигата, за која интерес покажале 4 училишта од нашата општина. Со идеите кои ми ги пренесува секако ни дават шанса и ние како локална самоуправа да размислуваме и во буџетите да креираме ставки со кои ќе можеме вакви слични манифестации да поддржуваме во иднина и тоа посилно. Радува фактот што го слушнав и од менторите дека успеале ова година, значи да формират и лига во Македонија, што значи дека, како што разбрав, во иднина, во колку успеваме на овие регионални надпреварувања, на меѓународните надпревари, ќе успеваме да се надпреваруваме и под наше знаме, што е секако еден голем напредок, еден оголем успех и е за поздравување. Успех на нашиот тим по роботика не е само пласманот меѓу најдобрите 30 екипи, туку и договорот да се формира лига, со што Македонија нема да ја представуваат нашите екипи под знамињата на другите држави, рече менторот на тимот Гордан Анастасов. Бевме во првата четвртина од 107 тима, значи некаде околу 23-4 место. Постигнавме и воедно сакам и да се заблагодарам на сите поддржувачи кои што дадоа се од себе, како што општината, Ротари клубот со кој што почна сета оваа приказна, потоа фондот за иновации, стопанственици кои што ни излегува во пресред за сето ова да можеме да го реализираме и да отпатуваме во Америка на надпреварот кој што ја представувавме прво нашиот град, нашата држава. Резултатите, јас мислам дека импресионираат за толку краток период, постигнавме огромни резултати и исто како што спомна и градоначалникот, еден од најголемите успеси е тоа што успеавме конечно да подпишеме договорот или да добиеме лиценцата да можеме и ние да организираме наша лига, да не надстапуваме под туѓи држави. Учениците кои учествуваа на меѓународниот надпревар во Детройт се уште полни со импресии од престојот таму, рекоа дека тоа е огромно искуство за нив, но и поттик да продолжат со ист интензитет. Ние си поминавме извонредно и сме фасцинирани од се што таму видовме. Ова искуство кај нас врачи на еден начин една огромна инспирација за понатаму да продолжиме да се трудиме, да работиме и најмногу од се да истражуваме се околу нас. Бидејќи нашата држава досега немаше своја лига, кочанските ученици настапуваа под знамето на Србија, каде претходно го освоија првото место во Фрст Лего лигата, а победија и на регионалниот Адрија надпревар во Словенија.
Нивното учество на надпреварот и престојот во Детройт го помогнаа Фондот за иновации на Република Македонија, општина Кочани, локалниот бизнис сектор, како и нашите иселеници во Соединетите Американски држави. Општина Кочани годинава ќе намени околу 11.000 евра за поставување метална заштитна ограда на повеќе локации во градот. Во тек е постапката за избор на изведувач на работите, а поставувањето ќе се изведува сукцесивно во текот на годината. Близу 680.000 денари ќе потроши општина Кочани од сопствениот буџет за поставување заштитни огради на неколку локации во градот. Средствата се планирани според програмата за изградба на комунална инфраструктура за оваа година и во споредба со лани тие се на истото ниво. Поставувањето на заштитната ограда ќе се реализира според приоритетните потреби, односно на оние места што се сметаат за критични по безбедноста на граѓаните. Се планира да бидат поставени метални огради според претходно изработен технички нацрт, чија вкупна должина изнесува 470 метри. Тоа е скоро за 1/3 помалку во однос на минатата година, кога за истата намена беа потрошени над 670.000 денари за ограда во должина од 700 метри. Според одговорните во општинската администрација, потребата од поставување заштитни огради е најголема на улиците каде веќе има или е планирана изградба на подпорни ѕидови. Дел од оградите ќе бидат поставени на места за кои биле добиени барања од граѓаните, пред се заради зголемена безбедност при движење на намеладите, особено во текот на вечерните часови. Јавниот оглас за избор на изведувач на работите веќе тече, а пријавувањето на заинтересираните фирми е до 18 мај. Изработката и поставувањето на оградите ќе се реализира сукцесивно во текот на годината. И општина Виница годинава ќе ја спроведе редовната акција за третирање против комарците. Тендерот за избор на операторот е веќе објавен, а се планира за авионското прскање од земја да се потрошат околу 10.000 евра. Општина Виница и оваа година ќе се вклучи во акцијата за уништување на комарците. Третирањето ќе се реализира на вкупна површина од 1200 хектари, што е за околу 20% повеќе од лани. При тоа, освен дел од населените места, ќе биде опфатено и земјоделско земјиште, првенствено ниви засејани со ориз. За оваа намена од буџетот на општината предвидени се 600.000 денари, што е скоро на исто ниво како и лани. Јавниот повик за тендерската постапка за избор на оператор веќе е распишан, а рокот за пријавување е до 15 овој месец. Планирано е акцијата да се реализира во 3 дела, прскањето да биде авионски, при што динамиката ќе определи општината, односно тоа ќе се реализира сукцесивно според потребите. Планирано е првиот дел од третманот да се изведе во текот на овој месец, а вториот во јуни. Третиот дел од акцијата ќе се реализира во август, при што во сите 3 третмани ќе бидат опфатени површини од по 400 хектари. За ова прскање, како и во изминатите години, ќе се користи широкопојасен инсектицид за третирање комарци, а што е одобрен од Бирото за лекови. Стартуваше уписот на првачињата во основното образование. Кочанските училишта подготвени за упис на првооделенците ги потенцираат документите кои што се потребни за впишување на децата. Започна уписот на првачињата во основното образование. Според Законот за основно образование, уписот на првачињата се врши во месец мај. Конкретно во нашето училиште Свети Кирил и Методи Кочани официјално започнуваат уписите од денес. Училишни обврзници за ова, односно за наредната учебна година 2018-19 се дечињата родени 2012 година. Уписите ќе се вршат и во нашите две подрачни училишта. Во село Горни Подлог ќе се извршат на 18 мај, во село Бели на 21 мај. Би сакала да ги информирам родителите кои што имаат дечиња за упис. Потребни документи се извод од матична книга на родените за детето, не мора да биде оригинал и не мора да биде нов изводот, нели да не е постар од 6 месеци, потврда од вакцинален статус за детенцето кое што ќе се запишува, потврда за прегледана орална празнина и документи за лична идентификација на родителите. Поканите веќе се доставени до родителите кои што имаат училишни обврзници за наредната учебна година и апелирам доколку не се добиени
се уште поканите, а знаат дека припаѓаат во нашето училиште, слободно нека се јават на упис кога ќе можат. Уписот на правачињата подразбира еден неформален разговор, бидејќи такви се насоките од надлежните институции, не постојат стандардизирани тестови за проверка на подготвеноста за тргнување на училиште, како што реков, еден неформален разговор преку кој ние увидуваме емоционалната, социјалната и интелектуалната зрелост на детето за поаѓање на училиште. Вклучувајќи ги и двете подрачни училишта, во основното училиште Свети Кирил и Методи треба да се запишат годинава вкупно 135 правачиња, а во 5 основни кочански училишта треба да се запишат околу 300 правачиња. Учениците од основното училиште Малина Попиванова постојано редат успеси. На државниот надпревар по географија ученикот Леонид Паунов ја освои првата награда. Учениците Теодора Санева и Даниел Димитровски пак на државниот надпревар по математика освоија 3 награди и се пласираа за учество на математичката олимпијада. На државниот надпревар по географија што се одржа во Скопје, ученикот Леонид Паунов од основното училиште Малина Попиванова ја освои првата награда. Упорно и вредно работеше под менторство на наставникот Драги Рашков и успеа да биде најдобар во државата. Јас сум Леонид Паунов, ученик во основното училиште Малина Попиванова од 9-то оделение и учествував на државниот надпревар по географија каде што се одржа во Скопје. Се здобив со освоена прва награда. Имаше многу голема конкуренција и се надевам дека и понатаму ќе редам успеши. Се подготвував интензивно со наставникот Драги Рашков. Гордост ми е што нашите ученици се пласираа на државен надпревар и освоија високи места и се надевам дека и во иднина ќе постигнат високи резултати. На учениците кои се 9 оделени им посакувам и понатаму во средното образование да редат успеси. А и му честитам на мојот ученик Леонид Паунов за големиот успех. На државниот надпревар по математика пак, што се одржа на Машинскиот факултет во Скопје, 3 награди освоија учениците Теодора Санева и Даниел Димитровски, кои што обезбедија и пласман за учество на јуниорската математичка олимпијада. Љубомир Игназов пак доби пофалница за постигнатиот резултат. Јас сум Теодора Санева, ученичка во основното училиште Малина Попиванова, 9-то оделение сум. Учествував на државниот надпревар по математика, кој се одржа во сабота на Машински факултет во Скопје. Со тоа се пласирав на олимпијадата, на јуниорска македонска математичка олимпијада, која доправа ќе ни кажат каде ќе се одржи. Вежбав под менторство на наставничката Лилјана Цветанова. Сега се подготвувам, вежбам од збирки и нумеруси со мојата наставничка и се надевам дека и на олимпијадата ќе освојам некое високо место. Јас сум Љубомир Игнатов, доаѓам од основното училиште Малина Попиванова, 6-то оделение. Јас учествував на државниот надпревар по математика, каде што сум пофален и се надевам на подобри успеси на наредната година. Јас сум Даниел Димитровски, ученик во Малина Попиванова, 7-мо оделение. Јас оваа година учествував на државниот надпревар по математика, каде што го освоив 3-то место и здобив пласман за учество на јуниорска македонска математичка олимпијада, која што доправо ќе ни кажат каде ќе се одржи. Се подготвував под менторство на наставничката Милена Серафимова и се надевам дека ќе имам добри резултати и на олимпијадата. Со вакви успеси учениците од ово училиште ќе продолжат и во иднина, а со тоа и да освојуваат награди на државни и меѓународни надпревари. Виничките основци и средношколци преку адетите и обичаите за празникот Ѓурѓовден покажаа дека можат заеднички да градат мултикултурна локална средина. По повод неделата на солидарност во соработка со Црвен крст Виница, основното училиште Славчо Стојменски, фолклорниот ансамбл Китка од Истибања и средното училиште Ванчо Праќе организираа мултикултурна манифестација во која беа презентирани традиционалните обичаи на населението од македонска, ромска и турска етничка припадност. Македонско-ромска комбинација од музика, игра, песна, народна кујна, микс од традиција, обичаи, адети по повод заедничкиот празник Ѓурѓовден или Хелдерес по ромски.
Дали можеме заеднички да ја градиме иднината, да ги прилагодуваме нашите потреби едни спрема други, а во исто време да ги надминуваме бројните традиционални стереотипи и предрасуди. Средношколците од Ванчо Прке покажаа дека можат да се надминат себе си и заеднички да креираат во интерес на пошироката локална заедница. Со оваа манифестација сакавме да споиме неколку работи. Најпрво, заедничкото празнување, традицијата и обичаите на ромското и македонското население на нашата општина, а од друга страна, по повод неделата на солидарноста, организиравме хуманитарна продажна акција. Средствата од истата ќе бидат наменети за подршка на учениците од нашето средно општинско училиште Ванчо Прке и од основното училиште Славчо Стојански. Овој настан беше организиран по повод неделата на солидарноста и средствата од истиот ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Во реализација на истиот помогна и Црвен крст, основното училиште Славчо Стојменски, како и фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Целта на настанот беше представување на традицијата и заедничкото празнување на празникот Ѓурѓовден кај христијанското и муслиманското население и хуманитарен придонес и помош. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.